Секоја промена во развојот, однесувањето и здравјето на вашето дете може да биде проблем за загриженост. Затоа, овој пат мој гостин е субспецијалист по детска неврологија, професор доктор Филип Дума. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Ќе се обидеме денес да одговориме на некои прашања. Јас вчера ве најавив на моите социјални мрежи, ставив столи дека ќе ми бидете гостин и имав доста прашања од родители со проблеми поврзани со аутизам, епилепсија и оние деца што живеат нели во некој заспан свет. Заспан свет или аутизам некако. Добро. Што би почнале? Кои се некои прашања имате ли? Па, јас би почела со аутизам, бидејќи во моментов тој е најзастапен нели кај нас. Најактуелен е аутизмот и инциденцията во последните години стварно многу порасна. Кога почнав да работам, ако гледавме неколку случаи во текот на годината, сега во текот на секоја амбуланта има барем по еден пациент со аутизам. Припаѓа на детската психијатрија, меѓутоа поради обемноста на пациентите, поради голем број на пациенти, и сите педиатри треба да бидат свесни за состојбата и да може да ги диагностицираат децата, исто како и детските невролози кои што се активно вклучени. Диагностиката и третманот е мултидисциплинарна, тука има психолози, дефектолози, логопеди, педагози, така да тоа е состојба која што се провлекува низ целиот живот, каде што понатаму се вклучува едукативниот систем и каде што фактички се стремиме да постигнеме интеграција на таа единка, да може самостојно да се грижи за себе, да може самостојно да функционира и евентуално да обавува некои функции кои што ќе бидат корисни за него и за неговата околина, да не биде зависен. Некојаш успеаваме, некојаш не успеаваме. Меѓутоа, аутизмот е стварно болка на современиот свет. Покрај тоа што има реални сознанија за тоа што е аутизмот, има и многу приказни кои што одат паралелно со научните сознанија, затоа што науката се уште не може да ги објасни сите состојби кои што причинуваат аутизам. Има многу спекулации, има многу надрелекарства, има многу несоодветно третирање, така да има место за многу дискусии, за многу усовршување. Од друга страна треба да ги разбереме и родителите кои што се обидуваат на секој начин да помогат на своите деца, затоа што се наоѓаат во некоја безизлезна состојба и фактички пробат со се што може да пробат, даваат цели богатство на работи кои што се знае дека ќе бидат неуспешни, меѓутоа родител као родител, ако не проба ќе се осеќа дека бил крив. Ако проба, имаме една приказна со родителот, церебрална парализа тоа беше многу одавна. И ми доаѓа, во тоа време ги хоспитализиравме тешките деца во посебни станови, имаше услови. Сакам да го оставам детето. Добро, гледам документација, 3-4 години не сте биле кај мене. Што е работа? И па вика, не ве послушав, во тоа време во Русија правеа некои лекување со аминокиселини. 3-4 пати ги повторив тие, продав куќа, продав се што имам за направам подобро за детето, на крај исто е детето, нема никаков ефект. И сега немам услуга да го гледам. Цели богатства даваат во третмани кои што не се докажани, меѓутоа не се свесни дека тие богатства понатаму, тие пари што ги уложиле таму понатаму ќе им требаат во животот за да пружат соодветна нега и соодветна стимулација на тоа дете. Така да тоа е тоа. А сегашното лекување дали може да се лекува со матични клетки? Матични клетки се некаде во иднината на лекување на многу невролошки болести, не само на аутизмот. Во денешно време се докажани само кај онкологијата и има доказ кај леукоенцефалитите дека помагаат ако се дадат рано на време. Кај децата што се со аутизам нема доказ дека помага, значи науката се уште не признава дека помагаат. Меѓутоа родителите кои што ги прават тие зафати се некако задоволни. Викат има мал помак, почна да кажува по еден збор за ситни помаци, меѓутоа се задоволни, човек не може да им каже, може да им каже што кажува медицината, меѓутоа на крај сами се решаваат дали ќе го преземат тоа или нема да го преземат.
Медицината вика се уште не е соодветна метода, а некаде во иднина кој ќе може да се усмерат тие матични клетки како да делуваат и да си заземат права функција, може би биле веројатно некој од иднината на лекување. Родителите сега, по ваше мислење, се повеќе уплашени или преинформирани за преинформирани со несоодветна информација, затоа што и ние како доктори секогаш немаме шанси да ги провериме изворите како што треба. На интернет има све и свашта, пишува секој што сака, има секој посебно на YouTube секакви мислења и полно луѓе има предатори кои што на тој начин пробаат да заработат колку што може повеќе со несоодветни со продавање на терапија која знаат дека не помага. Меѓутоа родителите се презаситени со информации и веројатно обработката на тие информации за секој родител не може да биде соодветна. И јас како доктор читам 40 години, повеќе од 43 години, 43 години работам и пак нешто не ми е јасно, пак ќе отворам книга или да се потсетам или ќе отворам интернет тама кај што има доверлива информација или да се потсетам или да проверам дали има нови сознанија, затоа што секој ден се менуваат сознанијата. А родител кој што вчера го видел проблемот, денес е на интернет и чита и на крај се испаничува и на крај не знае што чита, влегуваат во филмови и прават работи кои што не треба да ги прават. Ретко кој родител може објективно да процени за својата состојба. Се сеќавам кога бевме студенти, сите болести што ги учевме ги преболувавме, од тоа и така важат сите студенти по медицина. Кој ќе чита нека болест, па дали ги ја знаците на таа болест и се превера. Меѓутоа тоа е затоа после тоа учиме како да постапуваме со пациентите, како да ги анализираме податоците, како да ги обработиме да дојдеме до веродостоен навод. Кои се првите симптоми за ова болест? Значи, на два начини може да се лутат кога ќе да речеме дека е болест. Не е болест, состојба е така, аутистичен спектар, кај што има различните нивоа и различни зафатености, не се сите деца со исти манифестации. Од која година почнува? Значи, првите манифестации кај одреден број на деца, кај помал процент, може да се приметат веќе од 6-тиот месец. Се разбира, треба да има родителот ќе ги примети, меѓутоа обично отпосле се сеќава дека било така. Треба да има добар психолог кој што ќе направи процена, или добар дефектолог, или добар доктор кој што ќе знае да ги извлече тие податоци од родителот. Иначе, кај најголем дел првите понапреднатите манифестации се уват негде во втората година од животот. Тоа е негде од 1 година до 2 години, па некојаш и 2,5-3 години. Со тоа што се јавува една одредена регресија во застојот, не е права регресија, ќе кажеме што е тоа. Значи, децата кои што до тогаш научиле некои вештини, најнаш ги забораваат тие вештини. Зборувале нешто, престануваат да зборуваат, комуницирале нешто, престануваат да комуницираат, имале социјална насмевка, стануваат индиферентни према околината. Тоа е фактички одлика на развој, зашто точно во тој период се јавуваат повисоките кортикални функции, се вклучуваат и мозокот е направен како компјутер. Се развиваат одредени функции, тие си ја вршат својата функција во одреден период. После тоа кога треба да се развијат повисоките функции, пониските функции се бришат фактички, така како компјутер. И треба да помена повисоко ниво на комуникација, на зборување фактички, ако го има аутизмот, тие повисоки функции нема да се вклучат или нема да се вклучат соодветно. И ние мислиме дека има регресија. И тоа го квалификуваме како регресија, меѓутоа тоа е развојна регресија, затоа што во тој момент кога требало да ги покажи, да се развијат способностите или да се уклучат способностите кои што ја даваат одликата на таа возраст, не се уклучиле, а старите, затоа што организмот сматра дека се непотребни, се бришат. Немате вие дете на 18 месеци што ќе гугла и што ќе... Затоа што нема потреба повеќе од тоа. И што ќе изговара слогови, што ќе прави баблинг и така натаму. Сега, кај сите деца различно се вклучуваат функциите. Говорните функции кај некои се развиваат од пред 18 месеци, кај некои се развиваат дури на 4 години. Така да треба да бидеме многу внимателни во интерпретацијата на тие симптоми. Не е само говорот, недостиг на говорот во однос на развој на аутизмот, тука е способноста за комуникација, тука е социјалната интеракција, тука е заинтересираноста за околината,
и уште што многу други вештини кои што треба да ги препознаеме кај детето, дали ги има, дали ги нема. Има репетитивно однесување, има стереотипи, така да тоа треба да се поискусен човек да ги препознае. Има и холалија која ги кажува зборовите без соодветно значење, фактички ќе кажете вие зборен, ќе го повтори, меѓутоа не значи што не знае што, не го кажува осмислено. Имаме поголеми деца кои што гледат телевизија и во состојба се додека се покреваш да го изрецитираат целиот текст што го слушнале пред тоа, меѓутоа без сврха, без никакво значење. Така да секое дете е посебна приказна. Фактички исходот за пациентот, за детето што има аутизам или што има знаци на аутизам е зависено од интелигенцијата на детето. Колку детето има повисок коефициент на интелигенција, затоа што многу од тие деца имаат високи коефициенти на интелигенција, толку исходот по-добар, по-квалитетен. Значи, ако има интелектуални капацитети, ако има способност да се адаптира на околината, со наша помош се разбира, со помош на родителите посебно, може да се стимулира, да се интегрира и да развие способности. Порано имаше една состојба која се викаше Аспергер, кои што беа деца со висока интелигенција и со висок коефициент, со високо функционални аутизми. Сега веќе се во класификацијата на АСД, не се издвојуваат, кои што и развиваат говорни способности, кои што развиваат комуникацијски способности, се малце, кои ќе пораснат се малце поплашливи, по-дезинтегрирани, меѓутоа може да се адаптираат, може да работат, дури може да работат и високо интелектуални функции, така да најголем дел од тие деца имаат способност за интеграција. Значи секој дете си е посебна приказна. Во однос на тоа што е причината, само за мал процент знаеме, тоа е кај деца кои што имаат генетски промени или кај што има одредени состојби кои што довеле до аутизмот. Меѓутоа тие што имаат генетски промени, веднаш кога ќе ги погледаме, ќе ги препознаеме, затоа што тоа е или туберозна склероза, или е неурофиброматоза, или е фрагилен X хромозом, или е Ретов синдром, тие се најчестите кои што доаѓаат со генетика. Има и некои кои што потешко се препознаваат, каде што само генетиката ќе ни покажи, ќе го покажи аутизмот и веројатно во иднина се повеќе ќе наоѓаме генетски причини за таа состојба, меѓутоа во моментов нашите капацитети, нашите сознанија се уште ограничени. Геномот е огромна база на информации која што само деломно имаме, само мал дел од тие 5% од тие информации или уште помалку имаме објаснето. Така да во иднина многу работи ќе се менуваат. За родителите кои што имаат дете со АСД, генетиката само е во однос, најчесто е во однос на тоа ако сакат да има друго дете, дали другото дете ќе биде зафатено, има шанси да биде зафатено. Не ќе биде зафатено, затоа што никој ни генетиката не е 100%. Има разни методи на комбинација, рекомбинација. Значи дали има шанси другото дете да биде зафатено и во ретки случаи да забременат повтор пат или не? Па сите родители што имаат дете со посебни потреби се врзуваат со тоа дете многу, затоа што прво на тоа дете му треба голема помош. Второ, некои од родителите чувствуваат кривица. Извинете. Чувствуваат кривица, мислат дека се тие криви за тоа што станало. И најчесто мајката ајде да помине ова работа да ја средиме, па ќе имаме друго дете и тогаш остануваат со тоа едно дете и тоа е најлошата опција. Затоа што здраво дете кое што расти покрај ова дете кое што е со посебни потреби, секогаш е додатна стимулација. Прво за детето кој што ги има тие посебни потреби. Посебно помало дете со аутизам го стимулира како учи, овој сака да учи од него, така да интеракцијата е голема и е корисна. Второ и за родителите кои што пред тоа се во една темна состојба, се наоѓаат во еден тунел во кој што нема излаз, кој ќе дојде некоја насмевка на здраво дете покрај нив. Веднаш ќе им го раздвои денот, ќе го промени расположението и тие ќе бидат ќе имаат поквалитетен третман на детето што со посебни потреби. Така да опременувањето на средината го опременува и животот на тие пациенти. Кој е тој аларм на загриженост што родителите го занемаруваат во последниот период? Па не го занемаруваат, едноставно
не го После прифаќаат. се жалат, нели, да. Значи најтешко се прифаќа состојбата на состојното дете. Тоа е дури и доктори и ние како сме некритични према состојните деца, дури кои има болест. Многу често, иако сум добар доктор, ги знам состојбите, многу често ми треба мислење од колега за да ја воспоставам ситуацијата, затоа што према своите деца сме субјективни и некојаш нивниот немир го сваќаме како интелигенција, некојаш неодговарањето или некомуникацијата ја сваќаме како расположение, така да потребна е обука на родителите за да може да ги препознаат раните знаци. Меѓутоа тоа што ќе препознаат знаци не значи дека детето има аутизам или има знаци за аутизам. Сепак е тоа многу субјективен начин за препознавање. Затоа треба да има луѓе кои што се стручни, кои што рано може да ги препознаат тие знаци. И ако рано се препознаат, има начин последиците сигурно ќе бидат минимизирани ако на време се почне со соодветен третман. Тоа значи работа со дефектолог, работа со логопед, работа behavior терапија во поголема возраст со психолог, интеграција во градинка, интеграција во школа, евентуално личен асистент. И тука едукативниот систем има посебно важна улога. Ако споредиме како кај нас се диагностицира и како на запад се диагностицира, ќе видиме дека има голема разлика. Диагностиката е поврзана со медицинскиот систем, со докторите. Додека на запад диагностиката е поврзана со едукативниот систем. Тоа значи кога детето ќе дојде во допир со едукативниот систем, ако има ризици доаѓа многу рано, ако е диагностицирано со ризици, кога детето ќе дојде во контакт со едукативниот систем, чим ќе се види дека има успорена, одредени функции недостасуваат, веднаш се почна со стимулација на тие функции. Тоа значи работа со логопед, работа со дефектолог, ако е церебрална парализа, работа со физикална терапија. И колку што може порано, фактички едукативниот систем проба да воспостави стимулација. Докторот ќе дојде кога ќе дојде, дали ќе дојде кога ќе почне стимулацијата, дали докторот ќе дојде за месец, за 6 или за година дена е ирелевантно и кој ќе дојде до здравствена установа ќе биде направено се што треба да биде направено за да биде воспоставена соодветна дијагноза, евентуално соодветен третман. Например, има една епилепсија која што оди со синдром на Древе се вика, кој што покрај другото оди со знаци за аутизам. Таму е битно да има соодветен третман на епилепсијата, за да може да се минимизират знаците на аутизам. И сега е во припрема генетска терапија, пошто е таа епилепсија со генетско настанување. Пошто се тие влезење негде во клинички студии, очекуваме негде за 2-3 години, најкасно за 3-4 да има соодветен третман за таа состојба. И значи има надеж за тие деца. Меѓутоа најчесто за најголем дел од децата што имаат аутизам останува стимулацијата. Им дават полно суплементи, меѓутоа за ниеден од тие суплементи нема доказ дека делува глобално на сите деца со аутизам. Има кај некои состојби кај што ако имаме на пример докажано дека постои метаболно заболување или митохондријално заболување, тогаш има Q10, има одредени други супстанции кои што може да помогнат, намерно не ги кажам, затоа што родителите ќе трчат да ги земат, а може да бидат штетни. Значи во тој случај може да помогне. Ако имаме докажана генетска, исто така може, кај ретки случаи може со генетска терапија, ако постои да се помогне, кај другите е само стимулацијата. Суплементите доаѓаат во обзир, ако децата имаат селективна исхрана, голем дел од децата со аутизам не сакаат се да јадат, пробираат и јадат неквалитетна храна, тогаш доаѓа во обзир суплементација на витамини. Омега-3 до 3,5 години додека се развива структурите на мозокот, е корисен. Може да биде корисен, меѓутоа не како суплемент кој што го брзо развиват на мозокот, туку како суплемент кој што ако недостасува мозокот не се развива како што треба. И понатаму животот омега-3 може да биде корисен затоа што делува на меморијата, на видот, на слухот, така да има примена, меѓутоа не е есенцијален да се дава после 3,5 години возраст.
Инаку, за најголем дел од суплементите, значи, ако има нормална исхрана детето, ако не недостасуваат во организмот, нема докази дека го подопруваат исходот на аутизмот. Комбинација на омега-3 со некои ретки елементи, цинк, магнезиум и така натаму, може да има поволно дејство на децата кои што имаат АДХД и кај голем дел од децата може да има поволно дејство, меѓутоа не кај сите. Тука може да има и канабисот поволно дејство кај децата со АДХД, а треба да знаеме дека тие болести, тие состојби се меѓу себе комбинирани. Дете со аутизам може да има и АДХД, може да има и епилепсија, а најлошиот дел е агресијата. Агресијата се јава како последица на недоволна стимулација, недоволна адаптираност, што значи дека тие деца сепак, ако не реагират, имаат некој сознание за околината, имаат некој очекување од околината, и затоа што не знаат да комуницираат, ако околината не им ги исполни тоа што очекувале, стануваат агресивни. Колку се подобро интегрирани, колку се подобро стимулирани, толку се помалку агресивни, затоа што учат на некој начин да воспостават контакт со својата околина. Агресијата посебно се истакнува негде во пубертетот и тогаш е оправдано да се дават антипсихотици за да се намали агресијата, затоа што дете кој што е во пубертет, кој што е нагло израснато, кој што има ненормална сила, може да повреди некој во својата околина и да направи штета. Меѓутоа, само ако изузетна агресија, која што не може на друг начин, тогаш е оправдано да се дават антипсихотиците. Кај нас ги дават рутински антипсихотиците во пристапот на лекување на децата со аутизам. Некој од тие што ги пишуваат вика да ќе се смири малце, па подобро ќе се работува. Меѓутоа тоа е мач со двеоштрици, затоа што антипсихотиците ја кочат перцепцијата на друг начин, ја стварат перцепцијата, така да може да го успорат и развојот. А најчесто дозите кои што ги даваат кај нас се многу мали, несоодветни и немаат никаков ефект, повеќе се за да се даде нешто отколку да. Вие во моментот сте во болницата Невромедика, така да? Колкава е разликата, значи во бројка ме интересира од претходната година сега со овие? А од година до година не, затоа што Невромедика е приватна болница и тука најчесто идат пациенти кои што се за второ мислење. И некојаш има многу, некојаш има малце, значи не ги гледаме на редовна основа, него оние кои што ги сакат второ, секундари опинион, затоа што биле или на клиника, или биле во некоја друга приватна установа, кај што се задоволни или не се задоволни, кај што лекувањето не им го исполнило очекувањата. Така да не може да кажеме прави бројки, меѓутоа има стално голем број на аутизма. Доаѓаат во налети, најнаш ќе дојдат голем број на пациенти, па ќе ги снема. Затоа што и они, освен второ мислење, прават и доктор шопинг. Значи ќе чујат некој доктор почнал таму да работи, ајде да видиме дали тој ќе помогне за лечењето на наше дете. Тоа не е само кај аутизмите, тоа е со сите пациенти кои што да чуеме што ќе каже овој доктор. Меѓутоа, ако немаат континуиран третман, тогаш губат квалитетно време, затоа што мозокот е створен така, колку е по-неразвиен, колку е порана фаза од развојот, толку може повеќе да се влие на неговиот развој. Значи, ние фактички се обидуваме да ја модулираме работата на мозокот, а модулацијата на работата е само со стимулација. Дали постои некој лек што можеме да го испиме па да станам професор без учење, не може. Не постои така. Дали некоја вештина може да се стекне без вежбање, без работа. Може човек да научи побрзо да чита, може да научи меѓутоа без работа нема ништо. Како се справувате со оние пациенти што ви наметнуваат дека е од вакцината? Значи има една група на родители кои што се антиваксери, кои што не може да ги разубедите. Тие веруваат дека вакцината е штетна, дури има мајка која што одамна, кој што има дете со аутизам и кој што убедена дека вакцината го предизвикува аутизмот, а нејзиното дете не е вакцинирано. Посебно од морбилите, МПР ја обвинуваат. Има родители кои затоа што знаците на аутизмот се уводат во периодот кога се дава вакцината, кои што ги спојуваат тие моменти и се убедени дека вакцината го направила. Тоа уште повеќе што има затоа што има доктори кои што ги убедуваат дека тоа е така. Баш вчера гледав некои подкасти кои што зборуваат за вакцината дека тоа слободно говорат, меѓутоа непроверена информација. Медицината нема докази дека вакцината на било кој начин е
поврзана, подеднакво гледаме и вакцинирани и невакцинирани деца со аутизам. Сега имаше голем број на родители не ги вакцинира, посебно на Запад. Во некои земји на Запад не е обавезна вакцината. Ако одиме низ Америка, некои држави дури никаква вакцина не е обавезна. Мада во одредени држави, ако не е вакцинирано дете, не може да посетува настава во јавни институции. Појавена, значи, таа вако состојба Значи, повторно. да. Од друга страна, затоа и кај нив има домашно образование, затоа што деца што не се вакцинирани не би ги прифатиле во школа, во одредени установи. И заради тоа што беше вакцината проколната, имаше голема серија на пациенти кои беа на деца кои беа невакцинирани, се појави епидемија на морбили. Во епидемиите на морбили државата е малце поагресивна, исто така и родителите сакат да се заштитат повеќе. И има голема серија на деца кои што се вакцинирани со МПР, и не само на возраст од 2 години, него на било која возраст. И инциденцията на аутизмот кај тие деца е подеднаква со инциденцията на аутизмот на деца што не се вакцинирани. Тоа се големи серија на неколку стотини илјади вакцини, така да нема соодветно модерната медицина нема докази за тоа. Јако многу се зборува за тоа. Од друга страна, невакцинираните деца кои што ќе прилежат морбили се изложени на друга опасност, друга состојба која што е доста ретка, меѓутоа кој ќе се појави нема лек. Тоа се вика субакутен склерозирачки паненцефалит, кој што е еден вид на аутоимуна реакција после прилежани морбили и каде што во рок од 2 до 3 години организмот ги губи сите функции и на крај детето, пациентот преминува. Обично се ова во рана возраст. Порано, кога почнав да работам, уште вакцината не беше воспоставена, гледавме, пошто работевме Македонија, Косово, Јужна Србија, гледавме по неколку пациенти со таа состојба. Како почна редовна вакцина, тој енцефалит исчезна, со тоа што сега од кога имаме деца што се невакцинирани, има информација дека повторно има неколку случаи на клиниката за детски болести, така да со две оштици. Меѓутоа нема докази дека вакцината делува. Тие што се антиваксери, не верувам дека ќе ги разубедиме, меѓутоа ние родители кои што се свесни да го заштитат своето дете, се надам дека ќе им помогнеме да донесат правилна одлука. Ке позборуваме сега малку за епилепсијата. Што јас имав прашање вчера од родители кај мене на Инстаграм и на Фејсбук, кои се првите симптоми за да можат они да ги... Први симптоми значи најголем број од децата кои што имат епилепсија се здрави деца. И тоа се многу убаво развиени, со добра интелигенција, најголем број од тие деца. И со кои што е задоволство да се работи. А првите симптоми се епилептичните напади. Епилептичниот напад... Чести се или како? Па, во педиатријата се најчести, затоа што најголем дел од епилепсиите почнуваат во педиатријата. Меѓутоа, за среќа, најголем дел од епилепсиите кои што се одат во педиатријата се self-limiting, значи сами се губат и негде до крајот на пубертетот исчезнуваат сосема. Во почет до крајот на пубертетот исчезнуваат сосема. Дали се враќа во фаза на вако пубертет, баш ме праша на мајка. Дали е возможно? За епилепсиите кои што не се матурациони, кои што не се, иако се 60% матурациони, пубертетот може да биде активатор за нападите. Така да, затоа што организмот и ние фактички кога даваме терапија, во пубертет, во она најголемата жижа на пубертетот, се обидуваме да не ги прекинуваме терапијата, затоа што во пубертетот сите хормони одат во екстремни нива, има еден гранични покачување на нивоа на шеќер као граничен диабет, што е сосема нормално. Хормонот на раст оди во големи вредности, и сите други хормони, така да метаболизмот е засилен, забрзан, така да ако има склоност за напади, може да ги влоши напади, затоа чекаме да заврши пубертетот да прекинеме терапијата, ако не фати пубертет. Родителите кога најмногу грешат кога ќе видат на дете на напад епилептичен? Препознавањето на нападите е критично, значи за да има епилепсија треба да има прави напади. ЕЕГ-то само по себе не е доволно, има многу деца што имаат промени на ЕЕГ-то и возрастни што никош нема да имат епилептичен напад.
Значи, самата дефиниција на нападите е непровоциран напад, за да биде епилепсија, тоа два непровоцирани напади, во период кој што е подолго од 24 часа. Ако е во рок од 24 часа два непровоцирани напади, тогаш е само репетиран напад. Провоциран напад се рачуна напад со температура, напад под дејство на некои супстанции, стимуланти. Згрчување на тело има при напад или не? Па најчесто класичниот напад е со згрчување на тело, може да биде само со екстремитет, со една страна може да биде цело тело, може да има знаци со пенење на устата, со тешкоти дишење, со помодрување, во зависност од тоа каков е напад. Обично генерализираниот напад почнува со губиток на свест, тресење на цело тело, помодрување, собирање на секрет, легавање, може да се помокри за време на нападот, не мора да се помокри и сите се во различно трајање. Од друга страна има нешто кој што се абсансија, кој што одат само со треперење на очи и краткотрајна отсутност и ништо повеќе. И сме имали вегетативни напади, каде што се јавува само тие не барат терапија, со пребледување, поцрвенување. Некои луѓе реагираат со поцрвенување, тоа е нормално, меѓутоа некојаш може да биде вегетативен напад, обично е тоа кои пациенти кои што имаат хронични болести. Сме имале напад, барем еден до сега, кој што сме го препознале, тоа е со стомачна епилепсија, со стомачна болка се ова епилепсијата. Меѓутоа треба да се направат многу проверки пред да кажеме дека се работи за стомачна епилепсија, да дадеме терапија. Се сеќавам дека и професор Сефјанов имаше на времето неколку пациенти кои што ги водеше со стомачна епилепсија. Така да може да бидат на најразлични манифестациите, затоа што се што е од функцијата на мозокот може да се поремети, да даде епилептогена активност и на тој начин да се манифестира нападот. Меѓутоа, оние што нас не интересираат, кои што можат да направат проблеми, се нападите со моторни манифестации. И се разбира со отсутство на свест, затоа што тој пациент треба понатаму да се подреди на одредени правила на живење. Во детската возраст најголем дел од епилепсиите се моторациони и бенегни, меѓутоа во детската возраст почнуваат и голем дел од епилептичните енцефалопатии, каде што 8 епилепсијата имаме зафаќање на свеста, тоа се Октахара, Драве, Ленокс-Гасто и уште ред други да не ги набројуваме, меѓутоа тие се секогаш во однос на исходот се неповолни, затоа што покрај синдромот на Вест, затоа што покрај епилепсијата прават зафаќање на интелектуалните и на моторните функции. Тука има големи проблеми во лекувањето и во исходот. За среќа, например, кај синдромот на Вест, новата терапија негде повеќе од 50% се опоруват, порано беше 20%, така да имаме напредок и тука. Значи, диагностиката ЕГ-то не е потврда само, ќе направи обавезно се прави магна да видиме дали има некој процес што не сакаме да го има. Генетското или не? Голем дел од негде 20% од епилепсијата имаат генетска подлога, а меѓутоа поврзано имав баш прашање од родител дали е поврзано од траума од семејството. Треба физичка травма на главата може да биде, травма на семејството има други работи кои што може да емитираат епилепсија и доста се чести, посебно кај девојчињата, тоа се ние ги карактеризираме како хистерични напади, меѓутоа не се прави. Тоа се псевдо напади, каде што поради некоја надворешна средина реагираат со нешто што е како напад, меѓутоа не е напад. И тоа треба тешко да се препозна. Значи не е се што ќе видиме епилепсија. Нити па се треба што ќе видиме да се лечи како епилепсија, затоа треба добро искуство. Терапијата од кој ќе се даде трае 2 до 3 години, така да минимум, кај некој трае цел живот, во зависност од тоа каква е епилепсија. Во адолесценцијата негде се од јувенилната миоклонична епилепсија, која што е негде 7% од сите епилепсии, каде што затоа спомнувам особеност придржување до начин на живење. Може да дадеме колку сакаме терапија, таа е поврзана со редовен сон, значи ако остане еден ден без пиење, без разлика од која терапија приема може да добие напад, и не внесување на алкохол. Неспиење и алкохол ќе провоцираат напад без разлика дали прима минимална доза или максимална доза на лекови. После тоа има епилепсии кои што се водат само во сон, тие се побенегни
И најчесто дури за возрастните, кои ќе се воспостави контрола на тие епилепсии во сон, кај нас не на запад им дават право да возат коли, затоа што нападот е само кога спие пациентот. Ако и по терапија нема долго време напади, тогаш, и ако редовно не прима терапија, тогаш има право преку ден да вози, затоа што ако не спие нема да има напад. Така да има разни состојби, разни манифестации кои што мора да ги препознаваме и кои што мора соодветно да ги лекуваме. А што се случува ако се одложи терапијата на пациентот? Па во главном ништо не се случува, затоа што подобро да се одложи малце да бидеме сигурни отколку да се почне пред време, па не потребно да даваме лекови кои што секако се имат и несакани ефекти на дете кое што е здраво. Иначе ако има чести напади, да, тогаш ако одложиме терапијата, има нешто што се вика kindling ефект, тоа значи мозокот има способност да учи, и ако често има напади, ќе почне сам да си ги прави нападите, ќе се научи да ги прави нападите. Ама тоа е кај децата кои што имаат чести напади, кои што сигурно не би ги оставиле без терапија. Родителот обично во денешно време ги препознаваат нападите. Убаво е ако може нападот да го снимат со мобилен телефон, и со тоа да се гледа целото тело и да се гледа лицето, на тој начин многу повеќе ни помага отколку било кои други испитувања. Видеоснимката во денешно време е многу покорисна, дури покорисна, исто корисна како ЕЕГ-то во дијагностицирање на епилепсијата. Магнетната резонанса е незаменлива, затоа што некојаш е тоа последица на некој тумор, некојаш е последица на некој крварење, некојаш е последица на некоја промена која што без да направиме магнетна не може да распознаеме, а може да биде поврзана со епилептичните напади. Уште многу може да се зборува за епилепсијата, меѓутоа главно е кога ќе се воспостави дијагнозата да се даде соодветна терапија и пациентот да се прдржува кон таа терапија. Ако пие редовно терапија, секој ден, така? Да, секој ден, 2 пати на ден најчесто. Ако ја прекине пациентот терапијата, ако се яви дестабилизација, понатаму давање на истата терапија или давање на дополнителни терапии е многу, после дестабилизацијата е многу потешко и многу потешко се постигнува стабилна состојба. Значи, ако веќе еднаш нема напади, додека не се воспостави нормална функција, терапијата не се прекинува, тоа трае 2 до 3 години. Терапијата не ги лечи нападите, само ги спречува, а ние очекуваме детскиот мозок, кој што е мозок во развој, сам да ја совлада таа состојба, со тоа што ќе нема напади, му помагаме. Има некој вид на епилепсија кој што е центротемпоралната, дури да не даваме терапија, само ќе си помине со растење. Меѓутоа, ако нема чести напади, ако има еден напад во годината или во 2 години. Така да многу има опции, многу има варијанти. Негде 20% од пациентите кои што имаат епилепсија ќе бидат резистентни на епилепсија, тоа значи ако со два тераписки обиди не постигнеме стабилизација на епилепсијата, во тој случај ја третираме како резистентна епилепсија и тоа е негде 25 до 30% од децата од луѓето кои што имаат епилепсија. Во тој случај одиме на алтернативни методи. Прва работа што треба да се направи прехируршка евалуација, тоа се прави во центри кои што се поголеми, кои што може да се направи 24 сатно видео ЕГ, 24 сат подолготрајно видео ЕГ во тек на целиот ден, и да се поврзат нападите со локацијата, кој што може да се направи соодветна магнетна, 5 скенови и така натаму, дури да се направи ЕЕГ на отворен мозок, за да се најде фокус и да се види дали оперативно може да се третира тој фокус. Друг начин се диетите, кетогената диета е позната, евентуално редукција на шеќери може нешто да помогне. Трет начин е вагостимулаторот. Во поново време на запад има некои чипови кои што се уградуваат директно во мозокот, меѓутоа се уште мислам дека тоа е експериментално. И давањето на CBD, канабисот исто така, кај одреден тип на епилепсија, многу ефикасен, посебно кај докажано признате кај колек кај синдромот на Драве, исто така може да помогне кај Ленокс-Гасток, значи кај резистентните епилепсии може да по CBD-то, не целиот канабис, може да помогне за купирање на нападите. Дури кај некои деца со давањето на самиот канабис, нападите престануваат. Неколку такви пациенти имаме, кои што подолго време го примаат и немаат напади.
напади, а тоа се деца кои што би имале по 100 или по 200 напади во текот на денот. Така да Тие чипови каде се достапни што ги спомнавте? А чиповите на запад и се прекомерно скапи, меѓутоа се уште се експериментални, не може секој да ги вгради. Вагостимулаторот се вградува и кај нас во Македонија. Екипа на неврохирургија и на адултната неврологија ги работи, тие ги работи успешно. Така да... За невромедика го се работи тоа исто така да? Не, вагостимулатор бара неврохирург, бара детски хирург и бара... Меѓутоа водењето е пак поврзано со... Сега во моментот само нервна клиника и ова го работат вагостимулаторот. ЦБД-то може да го дозираме во невромедика. Имаме во Македонија за среќа имаме квалитетни препарати. Најголемо искуство со препаратите имам на Реплек, кој што ги применуваме веќе 10 години. И кај што ако има ефект, има поволен ефект, меѓутоа немаме несакани ефекти, немаме токсични ефекти од канабисот, така да ако се применува разумно, така да сега за сега задоволен. Веќе има и други фирми кои што го производат. Меѓутоа најголемо искуство со нивниот канабис, со нивниот ЦБД, така да не канабис, ЦБД, кој што таму кај што помогна, и тоа за обичните епилепсии веројатно не би помогнал. Тоа е повеќе за резистентните форми на епилепсија, кај што има специфичен тип на напади кој што може да го совлада. И на крај останува еден дел кој што и да правиме, не може да ги совладаме нападите и тука е најголемиот проблем. Друг проблем што е со тие што имаат епилепсија, затоа што во одредени институции ќе им направат ЕЕГ на здраво дете, има ЕЕГ промени и терапија. И тоа е грешка затоа што нема докажана епилепсија за терапија. И трета грешка доктор шопинг, кај што вртат кој што ќе каже овој доктор дали има епилепсија, што ќе каже овој доктор дали нема епилепсија и губат драгоцено време и драгоцена можност за корекција, затоа што има чести напади. Во тој случај терапијата е зависна од редовни корекции, од редовни суплементации или покачување на дозата или давање други лекови. И кажавме дека нега 20 до 30% се резистентни на терапија, тие 20 до 30%, нега 30% од епилепсите не може да останат без напади, меѓутоа имат, може да ги преречеме тие напади и ги направиме пофункционални фактички. Мислам дека има многу за зборување на овие теми. За сите гледачи што не успеавме да им доловиме некој од одговорите, ќе може да дојдат во невромедика, таму сте вие со вашата... Да, може и друг пат да се видиме. Иначе, правото на секој пациент е да го избере својот доктор и најбитно е кога ќе се работи за вакви состојби, да стекне доверба во однос на докторот, значи да му верува на докторот и да се воспостави добра комуникација помеѓу пациентот и докторот, за да може да се пристапи кон лекување и треба родителите некако да им се помогне да сватат дека не сите состојби можеме комплетно да ги излекуваме. Може да направиме подобрување на квалитетот на животот и кај многу состојби тоа ни е главната цел. И многу ми убаво кој ќе видам посебно деца кои што имале аутизам, кои што ќе успеат да се интегрираат, кои што ќе успеат да завршат некоја школа, кои што ќе успеат да, меѓутоа сепак не се сите во тој правец. Треба да бидат децата кои што се со вакви посебни потреби, треба да бидат прифатени од околината во едукативниот систем и ако во една школска установа има дете со посебни потреби, дали епилепсија, ако е епилепсија треба да им се објасни на децата како да му се помогне. Ако добие напад, ако е аутизам, треба да им се објасни како да соработуваат со него, да воспостават контакт, затоа што ако не воспостават контакт, ќе стане агресивен и ќе почне сите да им смета. Ако воспостават контакт, и тие ќе се оплеменат, затоа што ќе се научат како се води грижа за некој што помалку способен од нив, и ќе научат емпатија, ќе научат многу работи кои што понатаму во животот ќе им помогнат. Меѓутоа, како се сноѓат во школа, овие што се со аутизам и со епилепсија? Па, системот ќе им даде асистенти и после тоа... Прифаќаат нормалните деца или тешко е? Зависи од наставникот, дали е обучен за работа со тие деца и зависи од асистентот како е обучен за работа со тие деца. Затоа што не само што треба да се работи со детето со посебни потреби, во интеграцијата треба да се работи со децата, со здравите деца кои што се околу него.
да им се објасни што станува, како да постапат, како да го прифатат, За да не ги како да го играат превземат тие навики, Ако се воспостави соработка, тогаш корист ќе имат обострана и за детето со посебни потреби, а користа ќе биде и за децата кои што се во неговата околина, затоа што ќе научат емпатија, ќе научат постапка со други луѓе, ќе научат социјализација, ќе научат дека во социјалниот систем не сме сите со подеднакви капацитети и способности и ќе научат да се адаптираат во општеството. Така да тоа е нешто кон што стремиме. Така. Значи треба како и да е наставниците, професорите бидат на оваа тема да се поедуцирани или за да може да помогнат. А децата со епилепсија мора да бидат вклучени во сите активности, да избегнуваат вежбање на справја во висина, затоа што го добие напад може да се повреди, меѓутоа може слободно да игра фудбал, кошарка, да трча, тоа никако не му смета. Ако одат децата на екскурзија, додат на екскурзија заедно со децата и евентуално да се внимава на нивната состојба дека редовна примаат терапија, иначе се полновредни, да ви кажам, интелектуалните капацитети им се нормални, така да не треба да бидат лишени од ништо. И посебно децата со АДХД многу често имаат и висок коефициент на интелигенција и тука интеграцијата е малце потешка, меѓутоа ако се работи со нив исто така може да има голем успех. Професорот ми беше чест и задоволство, повторно што бевте мој гостин. Се надевам дека ќе прифатите повторно понуда нели за иднина ако имаме повторно прашања од родителите. Се гледаме значи во наредна прилика. Со задоволство, благодарам на поканата и на трпењето да ме слушате, пошто многу зборувам. Ако со задоволството беше и наше, родители сите нели што не успеавме да одговориме на прашањата, докторот е достапен во болницата Невромедика. Благодарам.